Почитуван колега Џафери, почитувани колеги, навистина непријатно во отсуство на колегата Груби, јас лично го почитувам и секако дека верувам дека овие зборови кои што ние ги упатуваме на неговиот говор ќе стасат на право место и верувам дека и ќе има и повратна соодветна реакција. Имено внимателно го следев неговиот говор во кој што и тој како и претходно што слушавме изнесе недоволно аргументи за и квалификации за господинот Зврлевски да биде разрешен на еден ваков начин кој повеќе наликува на политичка пресметка некоја отколку на еден процес кој што е конструкт на критериуми и соодветна аргументација. За жал тоа некако како да се повторува филмот и постојано се наоѓаат луѓе кои што по 20-30 години си ги извршуваат своите работни задачи и ревносно доаѓаат во една ситуација во која што ќе се најдат пред судот на јавноста, но без да имаат некаква кривица и ќе доживеат една непријатна ситуација како што во случајов е оваа заложба да биде разрешен по секоја цена, па дури и по цена на кршење на законот, на изборниот законник според член 8а став 1 од изборниот законник, за кој што сите сме уверени дека во времето на објавувањето на изборите дека не се дозволени такви активности. Прочемете до колегата Груби кој што го сметам за еден искусен политичар, долгогодишен пратеник, кој што би можел да биде и лидер на позитивни промени во овој контекст, да излезе надвор од тие партиски стеги и да направи еден исчекор, како што прочем и читав и во деновиве во медиумите и партијата ДУИ се откажува од именување на директори на добиените позиции, токму заради тоа што се наоѓаме веќе во предизборие, па истото тоа да се примени и да се прекине оваа расправа, да продолжи после 16 после изборите, за да добиеме една квалитетна процедура, квалитетна дискусија и да добиеме личност која што ќе биде во согласност и со ветувањата на сегашната власт, претходната опозиција, кој што не уверува дека изборот на јавен обвинител ќе биде со предлог на опозицијата и со двотретински мнозинство во собранието, така што ќе добиеме една личност која што според критериумите ќе ги задоволува барањата и на позицијата и на опозицијата. Мора да заврши овој вртлок еден ден и ние навистина треба да се залагаме за праведност и правичност во секоја смисла на зборот. Благодарам.